тъкмо защото започнахме с темата за жертвите, мене не ми се ще да говоря много злостно. И не ми се иска да излезем от този тон, който Игор зададе. Когато и каквото и да говорим, все пак с любов да бъде. Как да говорим с македонското общество за това? За тези странни парадокси. Троловете, разбира се, всеки път ще кажат пак, че сме фашисти, т.е. там няма спас. Но с обикновените македонци, как да говорим и за тези невероятни парадокси? От една страна славиш сръбската окупация, от друга страна обръщаш гръб на собствените си герои. И от трета страна се наричаш ВМРО-вец. Таня Маня вика, чекай, аре обяснете и вие. Тя е удивена, тя не знае. Не само сърбите, най-големите патриоти от ВМРО ДПМНЕ в град Демир Капия са ходили и те на Удово да клават цвете. Защото това са жертви на българския фашистски окупатор. Там пише само фашистски окупатор, Гош. Само фашистски, извинете, да. Вече става по-глобално. Не сме само ние. Може би са някои други. Франко от Испания. Но ето това е темата, Маня. Да. Сега види, добро, тие нема прецизирано кој фашистички окупатор, така да може да се однесува и на српскиот окупатор од тоа време. И тој ли е фашистички? Нели? Па небитно дали е или не е фашистички. Значи во 15-та година фашисти немало ни во Италија, пак да кажам. Точно. Да. И пак да повториме како беше лекцијата, Гоше, фашисти се во Италија, национал-социјалисти, а не нацисти. Нацисти е кратенка од национал-социјалисти, се во Германија. Меѓу национал-социјалистите и комунистите речи си да нема разлика. Тоа за тие антифашистите што ми се пуват дека се антифашисти. Прво да си ги научат термините. А сега дајте малку по-позитивно. И Гоше, тргни ги луѓето, стварно нема смисла, ќе почне да им прават мемиња, нема смисла. Толку знаат да се живи и здрави, ќе седе некој ќе прочита, ќе видиш. Јас сум убеден, не го кажам тоа со иронија. Некој стварно од нив ќе седне и ќе прочита. И тоа ќе биде убаво нешто. А во однос на тоа како да разговараме со луѓето. Јас мислам дека не мора да разговараме. Затоа што нормалните луѓе не паѓаат на ефтина пропаганда. Нормалните луѓе со две раце, со две очи, со секаков проблем и да имат здравствен, не е битно. Сите нормални луѓе со добро воспитување, со бистар ум, не паѓаат на таа пропаганда. И толку. Тие знаат да проценат. Јас не ги проценувам луѓето и не можам да го, како да го кажем тоа, да влегуваме сега во улогата на некакви проповедници. Нема потреба ништо да проповедаме. Се што требало да се испроповеда во светот и што било во интерес на народот е испроповедано. Веќе е испроповедано. Нема потреба повеќе ние да проповедаме. Секој има глава на рамениците и знае да процени. Дали тоа што му го продаваат како некаков патриотизам е патриотизам, дали тоа што некој му го продава како некакво заплашување и некакво оправдување за тоа дека е не агилен и не стручен за да донесе нешто добро во државата и бара кривицата кај некој друг. Ево право. Тоа е. Ако во Македонија, а тоа не е така, мнозинство се луѓето што веруваат дека земјава не оди не оди напред ради бугарите, тогаш ние зашто воопшто да проповедаме нешто? Со кого да проповедаме? Со уште двајца нормални? Ама не е така. Во Македонија има многу повеќе нормални и добри луѓе. Јас сум убеден во тоа. Простаци има насекаде. И јас сум убеден дека насекаде простаците се малцисти. А глупостиве се продаваат за простаците, не се продаваат за паметните луѓе.
паметен човек на глупости не верува. Се едно сега да тргнеме да се убедуваме со овие што веруваат во плоската земја, во рамна земја, дека земјата е кругла. Сега се вратија астронаутите од мисијата Артемис и покажаа слики од земјата дека не е тепсија, дека не е тава, а е кругла. И готово. Што да правиме сега? Да, не. Обаче има едно нешто. Едно време многу паметни хора са вярвали, че Слънцето се върти около Земята. И паметни са били. Философи, средновековни композитори, богослови, историци, но знанието им било толкова. В смисъл, много нормални хора в Македония просто живеят в една такава социална конструкция, в която пропагандата, тя започва от детската градина. Ама никой не ги запира, Гоше, да ги отворят очите. Не е въпрос на запиране. Не е въпрос дали някой ги спира. Въпросът е, има ли социални условия това да се случи? Па сега, ке види, ако мисли дека треба да прочита нешто, ќе прочита. Ако не мисли дека нема потреба да чита, нема да чита. Нема да праша, нема да погледне малко надвор од кругот, од квадратот. Тоа ти е. Не можеме ние да ги судиме. Не, аз не ги съдя. Аз не ги съдя. Аз с Јас гледам позитивно на нешто. Аз с любов говоря, както рече, трябва да правим. Но да кажем така, ти като имаш една цялостна структура, образовен систем, медиумски систем, и това се повтаря децении, как да мислиш, че един нормален човек, както ти викаш, ще има друго мислене? Това са десетки, за някои семейства това са повече от 100 години насаждане на това, че българите са църните овци в историята на Македония. Защото още сърбоманските семейства в Македония, Вардарска, са се живеели добре и някой трябвало да бъде крив. Бугарашите. Затова е било удружение против бугарских бандита. И според това удружение, тия герои от Валандовската акция. Си български бандити, да. Български бандити, включително Петър Чаулев, включително най-малкият брат на Гоце Делчев. Те, че са български са, но защо да са бандити? Значи имаш повече от 100 години конструиране на реалност. И е нормално нормалният човек това да не го разбира. Това имам предвид. Затова питам как да говориме. Защото, да, аз съм съгласен, ние няма смисъл да се караме и да спорим, няма смисъл да се присмиваме. Но за мен е важно все пак как да можем да предизвикаме, как да се стигне въобще от сегашната ситуация до това състояние, при което човека ще почне да се задава въпросите, за което ти говориш. Защото това се случва като създадеш условия. Едно бобче, графче, като го туриш, така няма да пусне, няма да покълне. Трябва да го сложиш на влажно и на топло да стои, малко в памук ли, в друго ли. Ама ние 35 години живееме в плурализъм. Това е конструиране на реалност, при която плурализъм ти излиза извън. Може да имаш плурализъм за много работи. Що да ядеш в ресторант? И после, ако ти виждаш, че имаш формален плурализъм по конституция, но ти виждаш, че този плурализъм не работи в обществото. Нали? Ти виждаш ли, плурализмът не е стигнал до там да създаде условия, нормалният човек да каже какво е това и после да каже какво е това. И аз съм сигурен дека, Гоше, много нормални луѓе, ако ја виделе сликата, ќе си го постават тоа прашање. Што барат вабаровциве, што до вчера ги викавме бугарофили со српски знамени? Да не ваде во викат. Зборам за плурализам, Гоше, бидејќи во Република Северна Македонија, фала Богу, уште не почнале да ги забрануваат одредени сајтови, да забрануваат телевизијски канали и така натаму. И други канали, освен информативни канали. Уште не е почнато тоа, се надевам дека никогаш нема да почне, и јако со одредени изјави на одредени луѓе, ништо чудно и тоа еден ден да се случи, како што тргнала работата,
Така да, секој може да си најде. Ние со само до тоа што ги покренуваме тие теми, некој што ќе не заследи, може да си прочита сам. Не мора ние да му попуваме и да му кажуваме што да прави. Ако сака да го прифати, да го прифати. Ако не ќе да го прифати, нека барем не мрази. Бидејќи тоа е основното. Не можеш ти да мразиш на база на што? На база на пропаганда од некој што има интерес. Наместо да се збори за реални проблеми, да измислува проблем кај што го нема.